Денес сме тука пред апелациониот суд да го искажеме нашето незадоволство, но од друга страна и да дадеме подршка на правдата и на судот, бидејќи со одлуката што ја донесе вчера, тој потврди една работа, дека судиите од кривичниот совет кои ја усвоиле жалбата од СЈО не постапувале, значи и тие жалби од одбраната се усвоени, односно дека истите постапувале по притисок на СЈО. И тоа е она што во овој момент ни е многу важно и ни е битно и да веруваме дека понатаму судот сите постапки ќе ги води врз основа на правните начела и принципи. Но она друго што сакам да го кажам, гледате дека тука денеска се најголем дел од луѓето се вработени. Она што го кажав и вчера, дека ова може да представува навистина голем социјален проблем, илјадници вработени во фирмите. И во секој случај јавноста мора да знае една работа. Она што многу се шпекулира и се премолчува од дел од медиумите. Значи во целата постапка секаде се збори, не знам, толку милиони, толку пари. Но СЈО добро знае и македонската јавност мора да знае дека сите работи пропишани со договорот, со тендерот се завршени. Овие луѓе позади работеле 4 години. 4 години работеле, значи за нема тука, значи никој не земал пари. Парите, значи се сработени, не е оштетена нити државата, ниту едно предпријатие. Тоа е она што е најбитно. Прашуваат ли специјалните што ќе се случува со овие 1200 вработени? Дали знаат колку семејства се ране од тие проекти? Дали знаат каква штета ќе нанесат на компанијата? Дали знаат каква штета нанесуваат со рушење на угледот на Ние нема да отстапиме. Ние нема да отстапиме. Нема да отстапиме од нашите барања. Ние го поддржуваме господинот Сејат Кочан и бараме правда. И кажуваме дека нема да отстапиме од барањата. Нема да дозволиме да го загрозите, да ги загрозите овие 1200 фамилии. Ние од овдека јадеме леп. И нема да дозволиме тоа да го загрозите. Нити едно обвинителство, нити еден суд. Затоа што правдата е над правичноста. Вашето право завршува каде што нашето почнува право. Значи, ние ќе ги следиме состојбите и понатаму, значи. И како припадници на бошњачката, јас отворено ќе прашам, дали еден бошњак не може да биде успешен бизнисмен во оваа држава? Дали не може да биде успешен професор, доктор, било која професија, значи, ова што го луѓето, Сејат Кочан, значи, се просперитетот на оваа држава. Луѓето што работат тука не е битна националноста. Се бориме за граѓанско општество. Ова е граѓанско општество. Тоа е Македонија. Овдека јадат македонци пред се. Сите, значи, тука не смееме да правиме разлика и нема да подклекнеме. Ние, значи, ќе даваме поддршка на сите процеси, меѓутоа, постојано ќе бидеме тука со цел правдата да си го најде патот. Правдата мора да си го најде местото, значи и заради Македонија, и заради сите ние сме Македонија, заради луѓето, значи остануваме и понатаму и во секој случај, значи поддршката може само да биде поголема. Сакам и вие како медиуми, значи објективно навистина да пренесувате и јавноста мора да знае дека ова што се прави е политички мотивирано. Тоа нам не ни треба.